нагости ни пристигна нашата позната активистка, хуманистка, мисионер, би рекла со цело срце, Марија Дуда. Марија, добре ни дојде. Добро ве најдов, Сузе. Се радувам што те гледам после многу долго време и се радувам на сите успеси кои во меѓувреме ти се случија и на се она што успеа да сториш за еден краток период. Да, благодарност и до вашата телевизија што сум пак тука и секогаш ми е чест да се враќам пак и пак. Да, браво. И малку се тие епитети што Сузе ги кажа. Беше интересно утрово кога и кажувам, секогаш се споделуваме кои ни се гости. И јас импресионирана Марија Дуда ке ни дојде. Се знаеме, вели, со години сме се дружеле и навистина добро се познаваме. Драго ми е и мене што ние соработувавме во хуманитарни цели и потреби, меѓутоа прв пат еве во утринската на Алфа да споделиме за нешто што ти се случуваше ова блиско минато. Да, секако. А тоа е ова дело што го држам во рацете, имаше промоција и во Салон 1919 во... Не, имав и таму промоција, имавме во Books and Dogs, промоцијата главна, кај што ни беа и главните херои од книгата со нас. Так, ќе погледнеме и фотографии, и се она што го подготвивме. Јас вчера, додека ги подготвував фотографиите, не знаев што побрзо да издвојам и што поинтересно да издвојам кога си ти и твојата мисија во прашање животните. И јас мислев дека сиот живот си била љубител на животни, можеби потајно да, меѓутоа пандемијата направи ти да ги сакаш животните и да отвориш еден таков центар во Ранковце. Да, јас сосема спонтано, сум љубител на животни. Цел живот сум била онака, нели, како од страна играч, никогаш толку директно не вклучена во целиот активизам и правата на животните и спасување и рехабилитација на голем број животни. Сите знаат дека имам над 50 на животни моментално кај мене. 54, да, тоа што ги броев. Но интересно е што јас многу работи научив од YouTube. Значи со козичките како да се мозат, коњи имав јавано, но кога идете на некаде во некој клуб си плаќате, си јавате со тренери, тоа е тоа, но никогаш се нема вгрижено. Јас секогаш велам дека јас бев лик до пред ковидот да ми дадеше некој плишано мече, ќе беше изгубено од моја страна, до толку не бев спремна да имам одговорност кон нешто. Па и фокусот ти беше во нешто друго. Марија беше дизајнер на еден голем македонски бренд Дивјаџо, спортска гардероба. Која навистина направи еден наголемо освежување кај нас. Да, во тоа време, Сузе е сведок и така се запознав, јас тогаш ги внесов тие флуоресцентни бои, тие живи бои, тие dry fit материјали, каде што во Македонија трчањето беше на самиот почеток до толку да земе љубител и на тој спорт, трчањето. Да. И така некако се спонтано се деси, од погон за шиење стана ранч на спасени животни во времето на ковид и е прекрасно. Ти си на релација Македонија-Америка? Да, Македонија, Њујорк, генерално но сега со врските со животните идам барем еднаш годишно до 2 пати максимум. Так. И ја споменав пандемијата и оној момент кога се смени твојот живот, кога имаше во оние полициски часови гости таму на ранчот во Ранковце и ти дојде на идеја да отвориш, баш и утрово имавме гостин како да се развие тој рурален туризам, тој планински туризам и ти токму тоа го направи. Јас го направив, знаеш како интересно беше. Јас кога влегов во Македонија, прво ставав нон-стоп статуси како да дојдам од Америка во Македонија во времето на ковид, затоа што тоа беше хаотичен период кај што се откажува, идеш на аеродром па ти е откажан летот. Јас мислам дека од Америка во Македонија патував 3 дена. Бев заглавена во Холандија, откажани летови, целиот тој хаос периодот. Јас ставав кога влегов во карантин во хотел Амбасадор, ставав видеа секој ден како може да не ти е досадно сам со себе. И ме заследија доста луѓе кои што се во тој обем, значи дечкото што позади кајак ми викаше дајте молам, и после тоа ставај видеа или дај отстапи некоја соба, тогаш почна луѓе да идат по селата, викам некако, викам тоа е направено за мене. И некако така спонтано дојде
И мајка ми беше толку Марија, кој ќе ти дојде тука кај твоите животни со овие штали, баш тука ќе ти дојде. Ние бевме sold out со едно интервју на кајак од август до октомври. И така некако почна и гледав дека на луѓето им е убаво со животните. Можеби Суза ќе ги освестиме малку. Да. Еве со ова да се вратиме кон природата, кон нашето битие. апсолутно. И сватив дека на луѓето им е потребна таа мала интимност што ќе ја имаат кај нас, затоа што ги имаме условите со базен, со животни и плюс тоа што ние ја почнав и тогаш да работам и со дечиња со посебни потреби, со коњите вежби, и што веќе тоа во 2022 зема супер замав и од тогаш сме онака баш и предпознатливи како ранчот, прв зелен центар кој што слоганот ни е животните ни се природни терапевти и така треба да биде и така се уште го живееме. Вчера кога ти се јавив, баш ми речи имам детенце на терапија, со какви диагнози дечиња доаѓаат кај вас? Со различни диагнози. Најчесто ни се со аутизам, церебрална парализа, во зависност како во кој степен или во кој спектар спаѓа дечињата и можноста на родителите да дојдат, затоа што сепак ние сме надвор од Скопје, 80 км Ранковце не е нешто. Затоа има соби за преспивање. Има соби, да, и сега летен период е убаво што јас им давам опција да си останат и на базенот, за не е само терапијата што ќе заврши 30-40 минути, туку да си останат и да уживаат и во текот на денот. Така, да не заборавиме за за кое што сме дојдени тука, а тоа е дека може да го завртите добро познатиот број на Алфа и да си добиете издание од книга со вистински пораки, но и вистинска приказна за магаренцето и петалот. Да. Јас кај мене, како што кажав, доаѓа дечиња многу, и пред неколку години ми рекоа, зошто не напишеш книга? Толку е убаво целата приказна, затоа што се спасени, затоа што се секој со секого си се дружи на ранчо, ќе видите петлето со магаренцето, кучето со мачето спијат. И викам, па добра идеја. И сега зимата седнав и решив да направам нешто, пошто магаренцата ми се слаба точка на ранчо, затоа што сите се баби, спасени, и се роди идејата за осаменото магаренце, кај што имавме промоција на 9 мај. Ама главен фрајер е петалот. Главен фрајер е петалот, да, што го учи магаренцето да пее. И тоа е уште нон-стоп луѓето што не следат на социјалните мрежи. А вистинската приказна е дека петалот навистина многу пеел. Да. И во Ржаничино, во Скопје, потекнува од Ржаничино, и газдите сакале да се отарасат и дојде кај тебе. И така почна, и тоа е точно. И сега, кога ми беше книгата, му пратив на дечкото порака и викам, од твоето отарасување од петлето, викам, се роди толку убава идеја за книга и бујрум дојди на промоција во Скопје. Да. И тоа е. И сега е убава, интересна вест, што здравје планираме од септември да направиме и детска представа со тематиката, затоа што ќе видите, не е само за дечиња книгата, туку е општо убаво едно четиво и за возрастни, поготово за луѓе кои што сакаат да си поминат време квалитетно со дечињата. Јас ја препорачувам да си ја прочитате, затоа што има многу пораки и е стварно создадено нешто од срце. Тоа е тоа што го кажа и господинот Аркан Керим, првиот наш утрински гостин, дека Македонија е толку богата, само треба добра приказна за да можеме да го продадеме она што го поседуваме. Да. Секоја чест за тебе што навистина од еден Њујорк кој е сон за многу млади луѓе се врати назад и направи една оригинална приказна која никој досега не ја смислил. Да не забравиме дека си љубители на штркови и дека си дел од приказната на филмот Силјан Штркот. Да. Во сите оние животни кои што се на ранчот кај нас на Countryside, имаме и штркови. Секоја година мигрираат, од 3 до 4 имаме повредени кои што се рехабилитираат, некои си одлетуваат, некои се уште си се со нас. За среќа, мојот штрк, два од штрковите беше во филмот на Тамара Котевска, Силјан, приказната за Силјан. Препорачувам да го гледате, прекрасна македонско ремек дело, би рекла, од филм. За синергијата на земјоделецот, граѓанинот и животните, каде затоа и е препознатлив National Geographic го откупи филмот и правата.
И најново е што се уште филмот на Тамара, играниот филм не е излезен, ќе излезе оваа година, Човек против јатото, кај што пак дел од еден од моите штркови, Јорго, е во филмот и тој Звезда. Да, и тој ќе биде прекрасен филм со истата порака, кај што Тамара многу добро знае да ја скоцка нашата држава и да ја представи како едно убаво бисерче во светот. Ќе ви посакам со тој филм во Холивуд да стигнат. Да, па еве она гледаш 2 пати иде до Холивуд, и со Медена земја и со Да, токму љубовта кон штрковите и желбата да им помогнеш на повредените животни, во иднина ти создаваат една нова цел, а тоа е Центар за спас и рехабилитација на штркови. Да, затоа што кај нас зимно време е проблем. Сега ќе видите август веќе има повредени штркови сегде, зимен период ги чувам внатре и со Тамара решивме здравје ова лето со дел од нивниот помош од National Geographic и на Тамара фондот да направиме еден посебен центар кај што ќе се биде специализиран за диви птици, за штркови кои што нема во државата. И тоа е нештото што ни е наредно да го создадеме, затоа што секојаш кога ќе има некој паднато животно, јас идам низ државата и ги зимам штрковите, поготово ми звонат мене. Так, те бараат. Да. Спасувачката на штркови. Па, знаеш како, сега се имаме и од бувчиња, штркови, и мачиња, слепи видов да, на глуво твоето. слепо, да, генерално имаме. Колку животни вкупно имаш? 54 моментално. 54. Да. Секоја чест. Јас немам зборови. Малку се минутите со кои што можеме да ги покриеме сите твои мисии што ги правиш. Меѓутоа, има една поговорка која вели човек што сака животни не може да биде лош човек. Се сложувам и... Ти се смени ли животот? 360, тотално, ама во поубава смисла. Мене ми е многу убаво во Македонија и сите кои ќе кажеш како можеш да живееш во Ранковце од Њујорк. Јас немам телевизор на село, не гледам телевизија, а денот ми е прекрасен и јас никогаш не сум била посреќна како што во последните 5 години. Да, прави Марија и Digital Detox. Да. Односно, доаѓаат групи каде што ги оставаат телефоните во петок и цел викенд. викенд. Да, правиме ретрити, да. Сега поготово летен период, тоа ни е супер концепт и еве покана до вашите гледачи да не заследат на социјалните мрежи, The Countryside, и ќе не следат кај што ќе имаме објава за некој ретрит. Ќе дојдеме и ние како екипа на еден ретрит, ни треба таков деток. Супер. Ти благодарам, Марија, што дојде. Благодарам и на вас. Огромно благодарам и од мене. Верувам дека ги расположивме и ги мотивиравме нашите гледачи да дојдат, да видат каде сте. Само 80 километри од Скопје или од било кое место брзо се стасува. Ви благодариме што денеска бевте заедно со нас понеделнички. Излековме одлични поенти и се разбира, ве оставаме на нашата фреквенција, бидејќи знаете да не повторувам, тука сте секогаш исто како дома. Довидување.